Добро вечер и благослов Божи се разбира до сите слушатели кои што оваа вечер ќе ја слушат емисијата Гласот на вистината. Навистина мене ми е мило и драго што можеме и оваа вечер да бидеме заедно собрани во името на Господа и да можеме заедно да се подучуваме и нахраниме од Словото на нашиот Господ и Спасител. Всушност, да се нахраниме од Господовата трпеза, која е богата, која е изобилна. И таа може да го нахрани нашиот живот, всушност да ја нахрани нашата душа. Затоа што душата со ништо не се храни освен со зборот на Господа. Тоа е Словото на нашиот Господ и Спасител. Всушност, зборуваме за Светото писмо Библијата. Само преку Светото писмо ние можеме да ја храниме нашата душа. Затоа што само душата е жедна за Словото на нашиот Господ и Спасител. Се разбира, кога го читаме Словото Господово, ние го разбираме планот Божи и само на таков начин можеме многу поубаво да го разбереме Бог и да ја разбереме Неговата воља Божја. А тоа е, се разбира, преку Словото Негово. Затоа препорачувам секоја емисија кон сите слушатели кои што ќе слушаат оваа емисијата Гласот на вистината, активно да се хранат од духовната трпеза. Тоа е Словото на нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Многу важно е да го читаме Словото Господово, затоа што во него има живот и Библијата вели дека живото нам ни се јави. Во него имаме надеж, се стекнуваме со надеж и се запознаваме со Божјите длабочини, кои Бог ни ги открива, се разбира, преку Словото Господово, но преку инспирација на Духот Свети. Зборуваме на вистина за една клучна тема. Тема која што на вистина ни дава смисла на животот и може понатаму да се движи нашиот живот. Тема која што влева во нашето срце радост. Покрај сите нешта кои што ги минуваме, покрај сите бранови и бури кои што доаѓаат врз нашиот живот, Бог преку воскресението на Исуса Христа ни влева надеж дека после овој свет постои живот. Затоа подоцна апостолите зборувале дека тие сакаат побрзо да се приберат при Господа, затоа што оттаму е нивното живеалиште. Апостол Павле вели дека смртта за мене е придобивка, но живот вечен е Исус Христос. Оној кој воскресна од мртвите, оној кој е жив за сите векови, оној кој има клучовите на бездната, на таа темна дупка, на пеколот. Тој има власт. Исус вели, ми се даде секаква власт и на небото и на земјата. И јас ги имам клучовите на адот и смртта. Зошто? Затоа што Христос воскреснал од мртвите и тој е жив за сите векови. Како што реков, зборуваме за доста исклучиво клучна и важна тема. И затоа одлучив да имаме повеќе емисии по прашање на воскресението на Исуса Христа. Дали навистина Исус воскреснал од мртвите? Ако Христовото воскресение е вистина, тогаш можеме да бидеме сигурни дека Господ постои и дека токму е онаков како што Господ Исус ни го опишал или ни го представил додека бил на оваа земја. Библијата зборува дека Исус точно е Божја слика или Божи лик, кој ни го представи Бог онаков каков што е. Во Евангелието на Јован се вели дека и самиот Господ Исус вели дека
Никој не доаѓа при таткото освен преку мене. Ако го видовте таткото, ме видовте и мене. Или ако ме видовте мене, го видовте исто и таткото. Јас и таткото сме едно. Ако Христовото воскресение е вистина, тогаш постои живот после смртта. Денеска постојат или ги има голем број такви скептици, луѓе кои не веруваат ниту во воскресението, ниту пак дека после смртта има живот. Но Библијата, апостолите, Господ Исус ни зборува дека после смртта постои живот во Негово име. Тој вели дека секој кој верува во Него и да умре, ке живее, ке има живот вечен. Всушност, преку воскресението на Исуса Христа, она што Адам го изгуби, ние преку воскресението Негово го добиваме. Адам го изгуби животот вечен, покрај многуте драгоценни прилики кои Бог му ги даде да ги ужива во Едемската градина, во рајот. Со самата непослушност, човекот го изгуби животот вечен. Но, преку воскресението на Исуса Христа, ние имаме живот вечен. Затоа Исус вели, секој кој верува во мене, ќе има живот вечен. Поминал од смрт кон живот. Значи, дознаваме или осознаваме преку писмото, преку самиот Творител, дека постои живот после смртта. Без разлика, колку редовно активно го читаме Словото Господово, колку му веруваме на Бог и на Неговото Слово, сепак оваа прашање околу смртта сите нас не заплашува. Каде после смртта? Што ќе се случува со мојот живот? Па дури размислуваме уште при живота дали е можно да дзирниме зад завесата што има. Но сепак, оној кој се вратил од мртвите, тој е Господ Исус Христос. Затоа сите оние кои што го поставуваат прашањето кој бил и кој знае и кој се вратил, токмо можеме да најдеме одговор на овие прашања ако го читаме Неговото Слово, дека Христос е тој со Неговиот живот може да даде одговор на нашите, се разбира, прашања. Тој воскреснал од мртвите и тој е денес жив. Затоа има сведоци кои Библијата не ги опишува, а и самото Слово Господово сведочи дека Исус Христос е жив. Затоа е нашата надеж точно во воскресението на Исуса Христа. И воскресението на Исус е камен темелник врз кој што е изградено целото, се разбира, христијанство. Како што реков, ако Христовото воскресение е вистина, тогаш постои живот после смртта. Ке отвориме во Евангелието на Јован, 14 глава, ќе ги читаме првите стихови, всушност ќе читаме од 1 до 3. Ебе што Словото Господово ни вели, всушност апостолот Јован ги запишал зборовите на Исуса Христа. И тој вели вака: да не се плаше срцето ваше, верувајте во Бога и во мене верувајте. Во домот на мојот татко има многу места за живеење, а да немаше, јас ќе ви кажев, одам да ви приготвам место, и кога ќе отидам и ви приготвам место, пак ќе дојдам и ќе ве земам вас кај себе, за да бидете и вие каде што сум јас. Еве повторно Господ Исус Христос им дава едно огромно ветување на своите следбеници. Всушност, овде конкретно Исус зборува за своите апостоли. Тоа ученици кои Исус ги повика да бидат Негови следбеници, да го следаат Него. Но тој исто така нам денеска ни ветува, барем на сите оние кои што сме следбеници на Исуса Христа, го следиме Неговиот пат. Затоа што Исус е единствениот пат до небото. Тој вели, јас сум
патот, вистината и животот. И тој им дава на апостолите едно огромно ветување. Но кога зборуваме за Божите ветувања, Библијата не ги открива и ни зборува дека тие се да и вистина. И кога зборуваме дека Исус им дава на своите ученици ветување, дека тој повторно ќе ги земе онаму каде што е тој. Библијата ни зборува дека пред повеќе од 500 души Христос си замина од овој свет и си замина на небото, па дури ангелите Божи беа сведоци. Што значи дека нашето место, подоцна апостол Павле вели дека е на небото, точно онаму од каде што ние го очекуваме и тој да дојде. Значи постои живот после смртта. Ако читаме во Словото Господово, ќе видиме кога Господ Исус со себе ги зема своите ученици и оди во гората на преобразение. Ќе видиме таму точно и Словото Господово ни открива со кого Господ Исус се среќава. И таму се спомнати некои имиња, ајде да кажеме така, да се изразиме имиња од минатото, но сепак се спомнати во Новиот Завет. Сега нема да налагаме хронолошки колку време, но сакам да зборуваме за фактот дека постои после смртта и живот. И овој факт е непробиен факт, дека постои живот. И затоа реков, ни зборува самото Слово Господово. И еве што ни вели Словото Господово, читаме во Евангелието на Матеј, 17 глава. По 6 дни Исус ги зеде со себе си Петар, Јаков и брат му Јован и ги извади на висока гора сами. И се преобрази пред нив, и лицето негово светна како сонце, а лиштата негови станаа бели како светлина. И ете, им се јави Мојсе и Илија, кои разговараа со него. Значи, гледаме во самата гора на преобразение, кога Христос пред учениците се преобразува, се појавуваат Илија и Мојсе. Овие луѓе нели се од минатото или живееле уште пред Исус да дојди. Ако не постои живот после смртта, од каде се појавиле Илија и Мојсе? Ова е конкретното прашање. До сите оние кои што не веруваат всушност во тој задгробен живот за кој што зборува Библијата, за кој што ние сите веруваме дека Христос воскреснал и докажал дека постои живот после смртта. Ова е еден од доказите преку Светото Писмо кој можеме да ги видиме дека постои живот после смртта. Од каде излегува Илија и Мојсе да се сретнат со Исуса Христа и да разговараат. За ова се сведоци и тројцата ученици. И тие го видоа Илија и Мојсе. Како на Исус точно му ја пренесуваат клучната улога за која тој дојде, дека треба да влезе во Јерусалим, да биде камшикуван, распнат на крстот и на третиот ден да воскресне. Тука ќе застанеме. Затоа дотогаш имајте една убава, се разбира, благословена вечер и ако даде Господ, се разбира, наредната емисијата Гласот на вистината, ќе можеме со Божја помош да продолжиме да зборуваме за воскресението на Исус Христос. Всушност, ние кога зборуваме за воскресението на Христос, точно можеме да утврдиме една клучна работа, дека преку воскресението Исус е нашиот Спасител и Тој е нашиот водач. Затоа и ние Него го следиме, затоа што Тој е патот до самото небо. Имајте убава вечер, Господ со вас и се разбира,
Се слушаме до наредната емисија, емисијата Гласот на вистината. Пријатно.